Бербата е, како што гледаме, скоро при крај. Знаете со какви се проблеми се соочувавме. Ние во последниот месец дена и повеќе бевме интензивно присутни и овде и во комуникацијата и со самите лозари. Верувам дека крајна оценка ќе дадеме со завршувањето на бербата. Ова што сега може да видиме дека се од црните сорти веќе се при крај. Во моментот и видовме дека смедеревка веќе се бере, останува уште станушина. Она што може да кажеме дека се очекувавме, првичните разговори дека во мај кога разговаравме со лозарите, се очекуваше нешто да имаме вишок, но очигледно дека сушата си го направи своето. Во тој дел се намалија нешто приносите, бербата ќе заврши, ќе биде собрано сето грозје кое што ќе биде понудено на винарниците. Она што може да го извлечеме и како полука дека сепак земјоделците мора да влегуваат во договорни односи со самите винари, да се планира производството, а со самото тоа да разговараме и за квалитетот. Годинава знаете дека ќе се интервенира пак и ова година интервентно. Овие денови ние со лозарите ќе седнеме, бидејќи рековме мерката ќе ја дизајнираме како што ќе треба, односно како што максимум ќе извлечеме. Веќе имаме некои реакции дека има и дошта предели каде што е и сушилар, каде што немаше дождови, приносите се намалени 20 до 30%, ќе го имаме и тоа ново, но сепак во разговорите ќе направиме оно што е најдобро за самите лозари, но очекувам дека во иднина со градење на вакви капацитети, искористување на ИПАРТ програмите, но и користење на национални, а секако тука се и банките во кои што разговараме, за да и они добијат према самите бизнис, поготово према земјоделскиот бизнис, да имат едни поповластен пристап, а тоа е кога зборуваме за ИПАРТ, бидејќи се работи за едни сигурни проекти. Направивме неколку промени во законот за агенцијата, каде што овозможивме да доколку се има мали отстапки, не се тргнува на правило, до сега беше целата инвестиција им се одбиваше, сега одиме со отстапки да 5 до 10%, доколку се минимални тие отстапки може да се одбијат од одобрените средства, се со цел да ги направиме прилагодливи и едноставно примамливи, да кажем, према секторот, а со тоа очекуваме дека токму и во овие винарници да се зголемува капацитетот, но исто така и очекуваме појава на нови, претежно, кога велиме нови, мислиме на семејни винари, каде што исто така законот за вино е во предлог веќе во собранието, очекуваме олеснати околности за мали винари, но сепак промоцијата на домашното вино и производи е секако битна. Знаеме дека се појавија, дека имавме и ова година, како и секоја, имавме трговци, односно кои купува винско грозје овде во Гајби и го изнесуваа, така да сето тоа целта е да го осигураме пазарот, но и нашето грозје да остане тука, за да имаме она додадена вредност која што би ни дала и поголем приходи, кога велам приходи кај земјоделците, но секако и винарниците работат за да остават приход и за да инвестираат. Благодарам.